Што побрзо финишираат инфраструктурните проекти, толку поголем ќе биде економскиот раст. Бизнисот бара изградбата на патишта и пруги да биде приоритет за власта, а овие проекти да се завршуваат во предвидените рокови. Најавите дека до година ќе продолжи изградбата на автопатот од Скопје до Блаце и ќе стартува брзата пругата Бановце-Гевгелија се клучни за стопанствениците. Велат тоа ќе го забрза транспортот на стоки, ќе го олесни водењето бизнис, ќе ја зголеми трговската размена. Такви капитални инвестиции, односно во градежништвото, овозможуваат развој на 27 гранки дури од бизнисот кои што се поврзани со градежништвото, тоа е општо познато. Така да, добро е секогаш да се гради и охрабруваме да се влага понатака во проекти кои што носат додадена вредност. Според нас, суштинското значење е да, кога веќе државата инвестира, потребно инвестициите да бидат во проекти инфраструктурни кои што носат додадена вредност, како што се патишта, автопатишта, железнички пруги, хидроцентрали. Според последните статистички податоци, индустриското производство во првите 8 месеци пораснало за 2,2%. Кај преработувачката индустрија зголемувањето е 3,8%. За бизнисот достижни се амбициите за економски раст од над 3%, како што предвидува Европската банка за обнова и развој. Според Сојузот на стопански комори, поголем раст е можен ако повеќе се обрне внимание на стимулирање на микро, малите и средни предпријатија. Последниот квартал од секоја година мислам дека е најплоден, најдобар за бизнес заедницата, но за да имаме и поголем раст, тоа што е над 3,4% нели во првиот квартал, чинам дека беше, односно во првата половина од годината е одличен резултат, но ние од бизнисот сметаме дека посебно нели како представник на Сојуз на стопански комори, вистинската стимулација треба да се направи кај микро, малите и средните компании, кои што сочинуваат 97% од базата на бизнисот и 80% од бруто домашниот производ во однос на креацијата. Кога расте економијата, се зголемуваат и примањата на работниците. Просечната нето плата во земјава достигна 736 евра. За 12 месеци платите се покачиле за речиси 5000 денари или за 10,5%. Тоа е шести најголем пораст на примањата во Европа. Од октомври и пензионерите ќе добијат плюс 1000 денари линеарно зголемување. Советените уште 1000 денари напролет, највозрасната категорија на граѓани ќе има плюс 7000 денари покачување на примањата за 18 месеци.